Пред да ви ги соопштам ставовите на Цивил и на одите, би сакал да ја информираме јавноста за нашите активности во наредните 4 недели. Цивил Центар за слобода во рекорден рок ќе излезе со печатено и електронско издание на финалниот изборен извештај на изборниот мониторинг. Изборниот мониторинг го спроведовме во соработка со повеќе организации, меѓутоа најзначајна соработка, морам да издвојам, добивме со хрватската организација ГОНГ, која понуди и експертска поддршка и наблюдувачи во составот на екипата на Цивил, која броеше 300 луѓе. Исто така, Цивил ги поддржа и соработуваше со низа други меѓународни наблюдувачки мисии, како што се разбира мисијата на ОДИХР, меѓутоа и мисиите на АЕЖ, Силбо, Диплокат, меѓународниот стади центар за избори, во чии рамки беа и наблюдувачите од руската Голос организација, како и низа други организации. Исто така, домашните наблюдувачки организации, пред се МОСТ, беа на линија на соработка со Цивил во овој изминат период. Поддршката ја добивме пред се од германските средства при пактот за стабилност на југоисточна Европа, како и од амбасадата на САД во Скопје. Караванот на слободата кој започна и кој се уште трае, започна во јули, ќе излезе со свој финален настан, а тоа е промоција на документарниот филм за Караванот на слободата. Тоа е проект кој го поддржа УСАИД и во кој учествуваа преку 400 активисти, уметници и интелектуалци кои говореа и твореа на тема слобода, а се разбира и на тема човекови права и право на глас. Граѓански објектив е веќе добро познат проект кој го поддржува National Endowment for Democracy и тоа е проект кој го поддржува граѓанското новинарство. Во наредните 4 недели ќе одржиме една церемонија за доделување на 5 награди за граѓанско новинарство и исто така еден семинар за заинтересирани граѓански новинарки и новинари од целата земја. Понатаму, во рамките на нашата програма за граѓанско општество, во соработка со Фондацијата Хајнрих Бел, ќе одржиме панел дискусија и промоција на списанието "Стеснување на просторот за работа на граѓанското општество", за делување на граѓанското општество, а во доменот на истата програма ќе работиме и на проектот Ретроактива со нашите веќе добро познати партнери ГОНГ од Хрватска, во соработка со неколку организации од целиот регион, од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, а тоа е проект кој го поддржува Европската Унија преку програмата Европа за граѓаните. Понатаму, Цивил веќе започна со динамични подготовки на организацијата и на сите своји структури за мониторинг на локалните избори и на целиот политички процес кој предстои во 2017 година, кој ќе биде ужасно напнат според нашите наоди и во кој имаме што да придонесеме. За крај на овој преглед на активности во наредните 4 недели би сакал само да ви кажам дека Цивил конечно и официјално излегува со своите медиумски проекти во рамките на Цивил Медија, што е организацијска дивизија на Цивил, која се занимава со слобода на изразувањето и со развој на медиумите. Во рамките на тоа се лансираат 2 информативни портали, кои од понеделник ќе може публиката да ги проследува. Тоа се уште проекти кои се за поддршка на медиумите повеќе отколку што би можело да се каже дека се надпреваруваат на медиумскиот пазар.